Личи малку агресивна. Има многу бавелива, да. Три, два, еден, почнемо. Почнемо седма сезона Тинтери Минтери. Почнуваат Тинтери-минтери вести. Мислам дека сигурно ова е за мене. Бар ние во научниот клуб сме цивилизирани. Можеме да добиеме и награда. Дечки, напишавте домашно? Имавме многу запишување. Вчера до доцна останав, ама завршив. Знаете што? Јас не успеав да го напишам домашното. Ама Елена, наставничката многу се лути кога не носиме домашно. Знам, ама што да правам? Имав неодложни обврски. И сега што ќе кажеш? Не знам. Ајде некоја идеја. Па немам идеја. А да кажеш, например, дека не ти било добро? Таа идеја е толку пати искористена. Нема да ми верува. Види, може да снема струја во училиштето и така никој нема да дознае за твоето домашно. Идејата е генијална. Ајде да истражиме како можеме да го направиме тоа. Па, сум го видела чичко Марко како гаси светло после часови. Само дечки има еден проблем. Ке снема струја во цело училиште. Така? Па да. А правачињата? Па сестра ми ке се уплаши. Леле, дај, брат ми! И акт. Без гајле, ќе ги подготвиме. Ајде да ги викнеме додека не почнал часот. Еј, дадо, што правиш? Здраво, Стела, како си? Еј, ева е сестра ми. Дадо, зашто не викнавте? Ве викнавме за да ви кажеме нешто многу важно. Јас сакам да слушам вашни работи. Дали сте вие храбри или плашливи? Јас сум храбра. Јас сум и храбра и силна. Видете какави мускули имам. А јас не се плашам од ништо. Браво, но сега слушајте внимателно што ќе ви кажам. Ти, Марија, нели понекогаш се плашиш кога е темница? Да, и ми доаѓа да плачам. Мене ми доаѓа да врескам. А јас се плашам зашто мислам дека може да има чудовишта. Ама сега треба да сте храбри и да не се плашите кога ќе биде темно. Во училиште не е темно, а кога дојде чудовиштето, ја ќе го удрам со оваа лименка. А кога дојде чудовиштето, јас ќе му дадам чипс, нема да ме нападне. А ако не нападне, ти удри го со ова. Не може да му даваш чипс. Зашто? Зашто ќе ожедне и ќе му го испие соко. И после нема да јам зашто да го удрим на калошо. Добро, ова средо. Па ајде да одиме да видиме со струјата. Ајде, ученици, запишете го планот. Деца, не се плашете, полека, снема струја. Сега ќе видиме што се случува. Наставничка, што се случи? Ученици го скршиле прозорецот во второ оделение. Па таму се Марија, Стела и брат ми. Наставничка, дали може да видам дали е добра сестра ми? Ученици, одете, видете, ајде. Што се случи? Сакавме да го погодиме чудовиштето, но грешка го скршивме прозорецот. Дадо, не се уплашивме. Храбро се боревме. Ова е наша вина. Ајде да одиме и да кажеме на педагогот што се случи. Чувајте се ја домашната на време. Чудовишта не постоја. Вие гледате, ние гледаме
ама не ми се оди до пекара. Ене да викнеме некој од Малинец. Ене а Јована. Јована, дојди! Здраво. Јована, еве ти пари, оди купи ми кифла. Ама нас наставничката не ни дава да излекуваме на одмор. Ајде да оди, ене кај пекарата. Ама не смеам. Слушај, гледаш дека сме гладни. Ајде оди и одмah враќај се. Еве ти ги парите. Повели. Гледаш, не беше страшно. Ајде сега оди купи ни топло чоколадо од Призем. А што не си купи сама? Види ја ти неа, така ли се зборува со поголеми? Ама звонеше, ќе почне часот. Ако побрзаш ќе стигнеш и да купиш и да донесеш и на час. Ајде сега оди на час. Што баба вака кога не слушаат? Мора да ги научиме на ред, да се знае кој е главен. Се чувствувам како шипицата на училницата. Колку ми се јаде нешто благо. Не толку многу ми се пие сок. Еј, ене а Јована. Јована, дојди малку. Здраво, дечки. Може да одеш да не земеш сок? Ама наставничката ми искара што каснев на час. Ајде да биди добра другарка, оди појди и земи ни. Извинете, ама не може. Продавницата е кај игралиштето, мама не ми дава да одам сама. Значи стварно не си фер, Јована. Јована, ако сакаш да се дружиш со нас, ќе одиш и ќе ни купиш. Нема да одам. Добро, како сакаш, ние ќе одиме сами, ама немој после да се чудиш кога нема да ти бидеме другарки. Вие не сте ми другарки. Другарките не те користат за да им купуваш храна. Јована, во право си. Кики, доаѓаш со нас или не? Не, мислам дека малку ќе поседам со Јована. Немојте да ги користите другарите. Вие гледате, ние гледаме, сите гледаме Тити Мити Шоу! Јавувате се. Точно е, јас сум само дете, од срце ги ширам, рацете и двете, сила така давам на тато, мама, дете, и тие да ме гушнат, на нив сигарете. Не сакам мобилен, патики гардероба, на сала сакам од баба, кифлички да пробам, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат твој цел свете, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат твој цел свете, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат твој цел свете, многу е убаво што јас сум дете. Сите ми велат твој цел свете. Hrana mi se pregati, bahne žita se, soda, sila ke go osvojam za svet. Ti si dete, veli mama, i ni ne te pišveš sama.
biti vrijedna vežbajući se, dobro kaj se sluči. Mnogo je ubavo što ja su dete, side mi velac, tvoj cel svete. Mnogo je ubavo što ja su dete, side mi velac, tvoj cel svete. Mnogo je ubavo što ja su dete, side mi velac, tvoj cel svete. Mnogo je ubavo što ja su dete, side mi velac, tvoj cel svete. Mnogo je ubavo što ja su dete, side mi velac, tvoj cel svete. Mnogo je ubavo što ja su dete, side mi velac, tvoj cel svete. Mnogo je ubavo što ja su dete, side mi velac, tvoj cel svete. Mnogo je ubavo što ja su dete, side mi velac, tvoj cel svete. Видете овде кај се зборува за едно девојче што отишло во друго училиште. Ова е многу интересен дел од книгата. Да ви го раскажам. Се работи за едно девојче кој се изгубило и сега го бараат. Кога ќе ја дочитам, ќе ви раскажам како го нашле. Искрено да ви кажам, ич не ме е интересно тоа што го кажуваш, Сара. Како не ви е досадно? А ти што правиш? Еве гледам едно дете како ја лаже баба му за да не иде во школа. И не иде. За не е тоа интересно. Како би можела јас тоа да го направам? А во ова видео се работи за еден јутубер што им прави пренкови на луѓето. Интересно е, ама книгата е поинтересна и покорисна. И исто така заборави да кажеш предосадно. Најдосадно. На почетокот и мене ми беше досадно, но сега ми стана интересно да читам. Е, како може книга да е поинтересно од видео? Тоа нема шанси. Може да биде поинтересна и посмешна. Дефинитивно не сте во право. Еве, ако сакате да направите колачи, од што ќе ви биде полесно? Од видео рецепт или од книга? Секако дека со видео рецепт подобро ќе испаднат колачите. Знам, ќе направиме надпрва. Значи, јас и Теодора ќе правиме колачи според видео рецепт, а вие ќе правите колачи според рецепт во книга. Ајде. Ајде, значи, дечки, имате 30 минутки да направите колачи. Времето ви почнува сега.
што би не работала? Не е фер, нашите изгореа. Баш се убави. Само малку горчат. Немаше да загорат ако не ги забораваше да ги гледаше во телефонот. Мислам дека сите знаеме кој е победник. Па послушайте се од нашите колачи. Телефонот може да помогне, ама може и да одмогне. Вие гледате, ние гледаме, сите гледаме Тинтири Минтири шоу! Денес во вестите на Тинтири Минтири шоу ве носиме во театарот за деца и младенци на представата Франкенштайн. А мои гости се Ангела Димитрова и Ненад Митевски, кои се едни од главните ликови на оваа представа. Здраво, како сте? Супер. Супер е после представа. Многу ми е мило што сте денеска мои гости и заедно што ќе зборуваме за вашата представа. Вака, ова представа го носи насловот Франкенштайн. Може ли да ми кажете кој е Франкенштайн и каква порака упатува кон гледачите? Па, Франкенштайн, нашата представа е по мотиви на романот на кој бе? Мери Шели. Франкенштайн и Франкенштайн уствари сите мислат дека е чудовиштето, меѓутоа доаѓа од главниот лик Виктор Франкенштайн кој го создава тоа чудовиште и после тоа го нарекува Франкенштайн. Иначе ние бевме инспирирани од таа книга, најмногу се обрнавме внимание на тоа на дискриминацијата и различностите на сите луѓе, особено како знаеме да дискриминираме според надворешен изглед, според статус, според етничка припадност, сите различности. Па Франкенштайн би биле можда сите ние, зашто сите знаеме некогаш да осудиме, знаеме да дискриминираме некого, така да јас тоа би кажала. А кога веќе спомнавте дискриминацијата, дали некогаш сте имале такво искуство и како гледате лично на таа тема? Дали ние сме дискриминирали или дали не дискриминирале нас? Па, Затоа што и двете, сме биле толку во е. двете ситуации. Точно, Значи, да. Дали несвесно, дали на свесно ниво некоја, ама било тоа, нормално не е добро. Секогаш тој ќе ни се случува на сите, сакале, не сакале, несвесно некогаш ќе издискриминираме некого, ама Да. секогаш е добро да се подсетуваме на тоа дека не треба и дека некои постапки да си ги преиспитаме самите за себе. Така да и представата е за тоа направена, за да си ги прво ние се преиспитуваме самите себе си. Во представата зборуваме за тоа кога ние сме биле дискриминирани и како ние дискриминираме. И затоа е добра за публиката, посебно за младата публика, кај што ќе се најдат во многу моменти кај што нивните постапки, дали се во ред или не се во ред, сами ќе просенат. Секој актер има трема пред да му почне представата. Вие лично како се справувате со тоа? Дали имате некој ритуал што го правите пред да излезете на сцена? Па зависи. Јас за Ангела можам да зборам, но за мене. Како сакате му? Зависи. Па немам некој посебен ритуал, само што сакам да речеме некои минути пред почеток на представа, да не правам муабет со никога, да се сконцентрирам и секогаш гледам да имам вода покрај мене, зашто знае да не си суши устанаците за време на представа, ама некој посебен ритуал немам. Па и да тоа поминало кога бев на почеток на кариера, има многу повеќе трема, ама со искуство тоа имаш секогаш трема, ама тоа е позитивна трема што ја викаме ние. Нормално. е за сите, да. Да. Тремата обично се има на премиера, првите изведби, кога веќе представата се игра, не осеќаш таа трема, посебно не чувствувам некоја трема, немам некој посебен ритуал, освен да си сконцентриран на тоа што го играш денес и представата е жива материја, мислам театарот е жива материја, така да некогаш се дешаваат убави моменти од тоа што Ќе се се сгреши случило во денот некогаш. или што ќе се сгреши или така да убава, не Да. позитивна трема е убава секогаш да се има.
Кој актер ви е инспирација и особено го цените од Македонија, а кој од светот? Па јас не создавам, мислам, немам некој посебно актер што не знам се работам според него или според тоа што он го работи, така да Исто јас немам, имам некој што ми се допаѓаат, ама секогаш различно е, на периоди се случува и од многу гледам филмови и серии, така да можеби од странските, би кажала, кој би кажала некој. Ете Мерил Стрип, сите ја знаеме. Не знам, други кој да кажам. Што ви били долго кога сте почнувале? Извини. Кога почнував, мене ми беа, зашто сум од Битола иначе, и стварно, убаво. И мене ми биле идоли сите глумци во театарот во Битола и секогаш ме воодушевували и мислам поради тоа дека сум сакала да станам глумица од тоа што сум гледала, така да имаме добри глумци, стварно добри колеги, актери што секојдневно работат и така да Убаво е на почетокот кога не гледаш и кога не судиш дали некој е добар лош, мислам со тебе сите се добри на почетокот. Од после кој ќе веќе, знаеш, веќе размислуваш. Само наоѓаш мани. Али суштина секој И може за да се себе, свои да работиш на себе, така да. Така е. И за крај на ова интервју, дали може да препорачате представа и филм која што секој дете мора да го гледа? За кај нас? Општо. За кај нас, јас ќе кажам за кај нас, како да го делиме мачорот, таа е 12+, младенска представа. Да, па за таа снимав претходно. Да, добро. Таа Роња, ќерката на ограбувачот, Франкенштајн, вечерашнава, која имаме друга? Сите. Многу не су Сите, да. представите каде су театар, да. Мене сега дека јас играм они пат ми да ги кажам, да се пофала. И Малиот принц. Малиот Ја принц. немаме за представа, ама да. Многу е битно да Филмот, да. Битен е. За сите деца. Јас мислам дека сите анимирани филмови, последни што се прават, се многу добри направени и се имаат многу јака порака. И јас често ги гледам и сакам и ги пратам новите, така да имам многу добри и од Pixar што се и од Disney, многу добри филмови прават. Така да анимирани обавезно да гледат. Не се цртани толку, да не си мислат. А за представи кај нас. За представи сите. Најдобри. Нормално. Па затоа доаѓате кај нас. Да, јас сум најредовно тука, стварно. Баш ми е мило. Океј, толку за денеска, фала што бевте мои гости. Ми беше многу драго и се надевам ке ви доаѓам на уште многу представи, ке се гледаме И да ни понатаму. доаѓаш. Да ни доаѓаш. Фала ти. Se krijat na dubi poznata ti klekni, svi tekličma, smenija poznata, pazi se u kupi, zakući se od doma, a sve do toa počuva od doma. Ja sam te zaostao, ja sam tvoj bog, te bireš poslušaj, si za tvoj krov, zlataj rok, klekni, pomiri se. Ne, stani i vidi se, pogledalo, pogledi se kroz svih toc, imaš svoj jas, ti sam svoj bog. Oni se mogu, čekate na ti da ih zakača svoj terobog. Čekajte. Samo vi je čekajte. Čekajte, tu se koma, tu se ponižuvat, samo vi je čekajte. Nemoj si ko bode dole petni glava, nasmej se, eve ne svite na kukna slava, eve gi sviračite, spremni da sviram, samo čeka me popad, čipa da go parkiram. Čekajte, siguran sam da... Сум на проба, пишувам домашни, следувам соба. Послушна не сум била, ми фалат само ангелски крила. Тато, баба, дедо, јас ќе му земам редот, моја гржа ќе рекс и закоска и за кекс. Немам кајле, ќе издржам до сабајле, ќе издржам јас до утре, сега сторам јас за кутре. Издържам до сабајле, ке издržам јас до утре, сега сторам јас за
може ти да му даваш смоки. Какви смоки? Не може ти да му даваш смоки. Не може да му даваш смоки. Не може да му даваш смоки. Ова е многу интересен дел од книгата. Да ви го раскажам. Се работи за една девојче која се изгубила и сега го бараат. При крај сум и кога ќе ја прочитам, ќе ви ја раскажам како го нашла. Дефинитивно не сте во право. Ама еве ќе ви дадам прост. Еве ако сакате да направиме. Па како? Дефинитивно не сте во право. Еве сега ќе ви давам пример. Не знам. Дефинитивно не сте во право. Но сега ќе направиме челендж. За мојава книга се работи. Во мојата книга. Добре, сега. А овде да пишува за една детективска. Овде ка пишува за една детективска приказна. Што да кажам, таа книга се работи за некој Дедо Мраз. Некој си Па некој си. Зера, бум. Може на мене со цел. Тогаш ќе организираме надпревар. Ти... Може јас? Што би не работала? Tinteri menteri tinteri menteri tinteri menteri tinteri menteri tinteri